30 на инфраструктурни проекти во различни делови на Куманово најави градоначалникот Максим Димитриевски од населбата Зелен Рит на првиот работен ден од третиот последователен мандат. Почитувани сограѓани, прв работен ден по изборот, овде сме во населба Зелен Рит, на улица Васко Карангелевски улица, која што носи име на еден наш великан, вистински патриот. Сакам од овде да најавам во следниот период реализација на повеќе од 30 инфраструктурни проекти во различни делови на градот, со акцент на централно градско подрачје, големите урбани населби и урбано-руралниот дел во градот. Продолжуваме заедно, ви благодарам на довербата. Куманово заслужува континуитет. Вчера тоа го доби, го потврди, а моја обврска е да продолжиме заедно да го градиме Куманово. Почитувани мои, денеска сме овде во населба Карпош, на улица 46. Во моментов правиме партерно уредување со бекатон плочки на одредени улици, така да одиме поред и ова акција на општина Куманово ќе продолжи во иднина. Куманово заслужува континуитет и континуиран раст и развој. Наша обврска е да ги решаваме проблемите на граѓаните, кои што ги има многу, ги имало и ќе ги има. Моја обврска е да ги има што помалку. Во пресрет на 11 ноември, денот на ослободувањето на Куманово, вечерта на градскиот плоштад ќе се одржи голем концерт на кој ќе настапат Калиопи, Тони Зен, Сладкаристика и Лука Чомбе, информираат од Фондацијата за култура и спорт. Концертот започнува во 20 часот во целосна организација на Фондацијата за култура и спорт од Куманово под покровителство на градоначалникот и советот на општината. Инаку Куманово годинава одбележува 505 години од своето постоење и 81 година од ослободувањето. Територијалната противпожарна единица Куманово во текот на изминатото деноноќие евидентира 3 интервенции. Вчера на улицата Димитрија Туцовиќ пожарникарите имале техничка интервенција за отворање на стан. Во селото Доброшане пожарникарите гаснеле запалени гуми и опожарена сува трева, а во Страцин интервенирале при сообраќајна незгода, односно извлекле од возило кое претходно излетало од патот 3 повредени лица кои што со амбулантно возило на итната медицинска помош биле пренесени во Кумановската болница. Увид извршила екипа на секторот за внатрешни работи Куманово, а причините за сообраќајната незгода допрева ќе се утврдуваат. Три лица се повредени при судир на Мерцедес и Цитроен на локалниот пат сел општина Куманово, соопштија од секторот за внатрешни работи. Според пријавата во полицијата, во сообраќајната незгода со тешки телесни повреди се здобиле двајцата возачи од сел општина на возраст од 23 и 55 години, додека со телесни повреди со патникот од патничкото возило Мерцедес 28 годишен кумановец, констатирани во општата болница Куманово. Извршен е увид од увидна екипа од секторот за внатрешни работи Куманово, соопштија надлежните. Тимот локални херои со идејата Купувај локално.мк на гимназијалците Андреј Доневски, Теодор Ефремовски и Теодоси Лазаревски е селектиран во најдобрите 53 бизнис идеи во Македонија, а во рамки на средношколец милионер. Ова е најголемиот надпревар во Македонија наменет исклучиво за средношколци со една единствена цел – да се пронајдат следните млади претприемачи кои ќе иновираат, создаваат и ќе го менуваат светот. Од вкупно 438 поднесени идеи, тие се издвоја со својата креативност, иновативност и претприемачки дух, што е огромен успех и признание пред Сезанив, но и за нашата гимназија, објавија од училиштето Гоце Делчев. Гласањето е отворено до 16 ноември годинава.
Во Кумановско Ново село деновиве се одржа манифестацијата Есенско пазарче. На базарот се представија локални производители со свежи производи, зимници, домашни туршии, сокови, сладка, сувомесни производи, мед, рачно изработени тестенини и секако свадбарската зелка, без која не може да се замисли Есенското пазарче. Манифестацијата имаше и забавен карактер, односно имаше можност за изнајмување велосипеди, како и работилница за деца. Есенското пазарче се одржува трета година поред во организација на Сдруженијето за рурален развој УМА-100 од Куманово. Би сакале да ги поздравиме сите посетители на третото есенско пазарче, кое што трета година поред се одржува тука кај нас, пред туршијара Супер Кис. Можам да ви кажам дека првата година почетоците беа многу скромни и немавме вакви очекувања, меѓутоа од година во година растеме, и тоа не само според бројот на посетители, туку мислам и дека според квалитетот на содржината. Или барем така ни кажуваат луѓето кои што од првата година не посетија тука. Ќе искористам и други јазици кои што ги зборувам, затоа што тука денес имаме посетители и од други држави, и од други континенти, и од други говорни подрачја. Годинава имаме изложувачи од Уминдол, од Ново село и од Кумановското поднебје. Производите веќе имавте прилика да ги видите. Имаме и дополнителна содржина, како што изнајмување на велосипеди, разгледување на селата, да слушнете малку и за историјата. Годинава ми представува особено задоволство што и основното училиште се вклучи со свој штанд и со волонтери кои што ве пречекаа на влезот на Есенското пазарче. И мислам дека што младите се вклучуваат, дека сме на вистина на вистинскиот пат. Ви благодарам. Само да кажам дека овој настан е поддржан од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и тука имаме и представници од Министерството. Им се заблагодаруваме за поддршката и за тоа што сметаат дека сме достојни и вредни за да користиме нивни средства и да организираме еден ваков настан. Тука се и представниците од општината кои што дојдоа нели во својство на приватни посетители да не поддржат. Им благодариме и на нив за одвоеното време. Општинската организација на Црвен крст Куманово спроведе собирни акции за прехранбени производи во неколку основни и средни училишта во рамки на одбележувањето на неделата на борба против гладта. Акциите се реализираа во основните училишта Кучо Рацин, Христијан Карпош и Бајрам Шабани и Општинското средно техничко училиште Наце Бојони, каде што учениците активно се вклучија со донирање на различни прехранбени производи. Собраните производи ќе бидат сортирани и испакувани во хуманитарни пакети, кои во наредниот период ќе бидат дистрибуирани до социјално загрозени семејства на територијата на Куманово и околината. Со оваа активност уште еднаш се потврди дека хуманоста не познава години и дека преку заедничка акција можеме да направиме значајна промена во заедницата, соопштија од Црвен крст Куманово. Културно-уметничкото друштво Српски вест, како што најавивме предходно, утре вечер со почеток во 19 часот ќе одржи втор годишен концерт во Центарот за култура Трајко Прокопиев. На концертот, освен Српски вест со своите фолклорни, пејачка и етногрупа, како и оркестарот, ќе настапат и гости од Детскиот културен центар Карпош од Скопје и ансамблот за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани. Предходно во 18 часот во фоајето на Центарот за култура ќе биде организирана и изложба на народни носии и традиционални добра, информираат организаторите. Општинското основно училиште Вук Караџиќ годинава одбележува 80 години од своето постоење. По повод 8 децении успешна воспитно-образовна дејност во Куманово, в петок во Занајчискиот дом со почеток во 19 часот ќе биде организирана свечена приредба по повод патрониот празник на училиштето. Инаку Вук Караџиќ е единственото училиште во Куманово со едносменска настава, а обезбедува и продолжен престој на учениците од прво до четврто оделение, кои што заради одредени причини имаат потреба да останат во училиштето и по завршувањето на наставата.
Во црквата Свети Димитри во Кумановското село Тромеѓа в петок со почеток во 18 часот ќе биде одбележан празникот Митровден. На празничната прослава ќе настапат македонските изведувачи Орце Стевковски, Јована Богдановска и Гоце Синтезис, кои што ќе се погрижат за одлична атмосфера и богата музичка програма. Организаторите ги покануваат сите граѓани да присуствуваат и заеднички да го одбележат Митровден, еден од најголемите есенски христијански празници. По повод денот на ослободувањето на Куманово, Сдруженијето на пензионери Куманово вечерва ќе ја одржи традиционалната манифестација "Пензионерите пеат за својот град", информираат надлежните. Во големата сала на Центарот за култура Трајко Прокопиев ќе настапат членовите на фолклорната, хорската и пеачката секција, а ќе бидат прикажани инсерти од представите Ленче Кумановче и Коштана. Свој придонес во одбележувањето на денот на градот ќе дадат и членовите на СРМА од Куманово. Влезот е бесплатен. Министерството за здравство информира дека за вакцинација против сезонскиот грип за ризичните категории население досега се пријавени над 76.000 граѓани, а вакцинирани се повеќе од 43.000 лица во државата. Заинтересираните граѓани се уште имаат можност да се пријават за вакцинација против сезонски грип преку апликацијата vakcinacija.mk или преку својот матичен лекар. Превентивни тимови продолжуваат и со теренска вакцинација во домашни услови за повозрасни и неподвижни лица, како и за лицата со попреченост, изјави министерот за здравство Азир Алију. Исто така почната и вакцинацијата со комерцијалните вакцини во Центарот за јавно здравје Скопје, а во текот на неделава ќе почне вакцинација и во другите центри за јавно здравје во државата. Цената на комерцијалните вакцини изнесува 700 денари.